ВМРО ДПМН денеска излезе со 10 нови прашања за генералниот секретар на владата Драги Рашковски. На пресконференција Иванка Василевска меѓу другото го праша како е можно да биде доделен тендер на компанија со истечена тендерска документација, дали владата го повлекла заклучокот за кој председателот на Македонска навигација укажува дека е спорен и зошто Рашковски го крие од компаниите учеснички на тендерот наодот на Бирото за судски вештачења. Доколку како што велите господине Рашковски, дека од менаџментот знаеле дека со италијанската компанија имале негативни искуства, зошто не го поништиле тендерот? 3. Дали гласот кој се слуша на снимката е ваш? И дали се слушате како на представниците на италијанската компанија им велите дека тие се добитници, но дека имало проблем со процедурата? Рашковски пак и го вети сето свое време на Василевска на пресконференција во вторник. Тој во телефонски разговор за 1 ТВ вели дека ВМРО ДПМН покажува елементарно незнање од процедурите за спроведување на постапки, чии финансира Европската банка за обнова и развој. Апсолутно ноторно непознавање на процедури. Целиот проект, финансирање, набавки, така натаму е по правила на Европската банка за обнова и развој. Значи, нити владата, нити МНА, нити генералниот секретар, нити било кој беше повикан, нема влијание во процедурите заради тоа што сите тие се диктирани од страна на Европската банка за обнова и развој. Од ВМРО ДПМН најавија дека утре ќе поднесат кривична пријава за Рашковски за наводите за местење 7 милионски тендер при набавка на радарска опрема за потребите на македонска навигација МАНАВ. Од СДСМ велат дека ВМРО ДПМН втор ден се мачи со сценаријата на лажни вести затоа што тие не поминуваат. Фактите велат дека нема никаква афера за местење на тендер од страна на генералниот секретар на владата. Тоа го потврдува и снимениот разговор, според кој јасно се воочува дека намерно не е објавен во целост. Тендерот и изборот на најповолен понудувач се направени уште во 2016 година, а договорот за набавка на нов радарски систем, кој свесно го обструирал, загрозувајќи го животот и безбедноста на граѓаните, зашто докази се доставени во надлежната институција. Случајот со набавката на радарската опрема за македонска навигација се разгори откако на руска социјална мрежа беше објавена аудио снимка на која се слуша гласот на Рашковски и уште двајца мажи, за кој пишува дека се председател на одбор на МНАВ и представник на италијанската фирма Леонардо, на која и беше доделен тендерот за набавка на радарска опрема.